40 препораки за тоа како да се подобри ситуацијата. Тоа содржи извештајот на оценската мисија на Европската унија која го скенираше функционирањето на судскиот совет, тело клучно за градење независно и професионално судство. На одите на мисијата, кој денеска во Скопје ги презентираше евроамбасадорот Гир, следат по мониторингот што беше извршен врз советот по низата скандали кои ја тресе оваа институција. Од повлекувањето на една председателка, смена на незината наследничка, оставки на членови. Од 40 препораки, 17 може на краток рок да се имплементираат и се однесуваат на унапредувањето на судиите и на транспарентноста. За останатите 23 препораки неопходни се уставни или законски измени, тие ги опфаќаат прашањата: кој се може да биде член на судскиот совет, колкав треба да биде мандатот на членовите на ова тело. Евроамбасадорот извештајот го нарече добар, сеопфатен со сериозни препораки за чие имплементирање според Гир потребна е политичка волја. Ситуацијата со судскиот совет беше една од главните причини за заклучокот во последниот извештај на Европската комисија за земјава дека во делот на судството нема напредок. Судскиот совет треба да се залага за заштита на интегритетот и независноста на судиите и институциите и треба да се спротивстави на секое надворешно влијание. Контроверзното разрешување на председателот на судскиот совет покрена загриженост за несоодветно политичко влијание, пишува во извештајот на Европската комисија. Паралелно со објавувањето на одите на оценската мисија, во Брисел заседава Советот за општи работи на кој според нацрт заклучоците, министрите за надворешни и европски работи на земјите членки само формално ќе утврдат дека Северна Македонија не ги исполнила условите за отворање на преговорачките поглавја. Се очекува дека ќе се потврди дека Унијата е подготвена да свика меѓувладина конференција без дополнителни одложувања, штом Северна Македонија ги спроведе уставните измени, процес заглавен во парламентот поради отсуството на поддршка и од опозицијата. Да останеме повторно да чекаме заради неодлучноста и заради личните политички калкулации на еден човек или на дел од една политичка партија. И затоа верувам дека тоа мора да го направиме како држава. Известно е дека во заклучоците на Советот за општи работи покрај незавршените уставни измени ќе се најде и судството, област во која Брисел од Скопје очекува да испорача независност, професионалност и непристрасност, како и доследна борба против корупцијата и организираниот криминал. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.